Јас немам никакви дилеми за тоа дека овогодишниот извештај ќе биде позитивен и треба да биде позитивен. Првиот фактор е секако решавањето на прашањето со името. Вториот фактор е сепак има напредок во Македонија. Значи ние не можеме да зборуваме дека ова е исто како што било и таа теза се е исто. Обично ставаат во пакет со Албанија, да речеме, и така цело време. Значи далеко од исто, слободата на говорот прво, сепак има многу позитивни поместувања. Има и големи проблеми, ама тоа ќе го зборуваме дома, не во овој контекст, туку кога ќе расправаме структурирано проблем по проблем. Јас исто не се двоумам за извештајот, меѓутоа да ги поделиме работите. Извештајот и друг па знаел да биде позитивен, па да не добиеме препорака. Значи, навистина заслужуваме и заслужуваме да не одвојат од другите соседи на Западен Балкан. Меѓутоа што ќе се случува на тој Европски совет, на Совет на Европа, кај што се премиери и канцелари, уште еднаш, можеби трети пат го употребувам овој израз, таму е веќе малку постои прашање како ќе се изјасни, например, Франција. Има две, може и три опции. Првата опција е дека двете држави во двојка ќе одат, значи во пар ќе отпочнат со преговорите, со тоа што имаше одредени забелешки, и тоа од страна на високи француски функционери, со кои што имав тука можност да бидам на една вечера, кои што рекоа дека Албанија некако доцни во своите реформи. Тоа е еден фин израз кога работите не одат како што треба. Македонија многу полесно би добила, значи може би да биде и самата да добие, но подобро е двете држави да добијат, да одат во пакет. Втората е да се одложи извесно време, а третата не верувам, бидејќи воопшто да не се добие, односно некој да не блокира.